Влегува ли Македонија во нова политичка криза и што ќе се случува по референдумот на 30 септември? На Пресинг ТВ разговараме со политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Господин Божиновски, деновиве пратеници од ВМРО-ДПМН јавно на социјалните мрежи објавуваат своји објави дека нема да гласа за уставните измени. Како го објаснувате овој нивен чекор? Тоа може би повеќе реакција на одредени вести, односно шпекулации, дека и пратеници од ВМРО-ДПМН ќе гласаат за договорот од Грција со цел да се постигне двотретинско мнозинство. Излезе тоа од повеќе избори, претпоставувам дека имало реакции внатре во самата партија и од нивните гласачи и од нивните поддржувачи, и ова претпоставувам е реакција каде што они директно демантираат, и тоа е и во согласност нели со ставот кој што беше на ВМРО-ДПМН, кој што го соопшти нивниот председател, дека граѓаните може да одлучат самите како ќе постапат на предстоечкиот референдум. Иако тука се разбира повеќе се алудираше дали ќе гласаат не или воопшто нема да гласат, бидејќи ставот на ВМРО-ДПМН е дека договорот со Грција не е добар. И мислам дека и ова што излезе како реакција како изјава од пратениците ево таа насока. Дали на ваков начин јавноста самата ќе може да ги открие оние пратеници кои би поддржале уставни измени? Па видите, излегува информации на повеќе медиуми дека дел од пратениците на ВМРО-ДПМН се согласиле да гласаат за уставните измени. Потоа се шпекулираше и дека тие, не знам, биле подплатени, купени, милиони се спомнува и така натаму. И нормално и затоа беше реакцијата, претпоставувам, на дел од пратениците кои што го искажаа својот став преку своите Facebook профили пред се. Иако ставот на председателот на ВМРО-ДПМН е дека доколку се постигне цензусот и доколку мнозинството од оние кои што излегле со постигнат цензус гласаат за, дека ќе го почитуваат мислењето на граѓаните. Но информацијата која што излезе беше повеќе во насока дека и без да се постигне цензус, сепак дел од пратениците на ВМРО-ДПМН се подготвени да гласаат за уставните измени. Ќе успее ли власта да стигне до неопходните 80 пратеници за уставни измени? Потребни се 87 пратеници 81 за двотретинско мнозинство. Тоа го знаат само пратениците, претпоставувам. Ќе видиме во следниот период. Така, како ја оценувате атмосферата во Македонија на 10 дена пред референдумот? Види, очигледно дека она што беа предвидувања уште пред 2 месеци дека се остваруваат, со оглед дека не се постигне консензус помеѓу власт и опозицијата пред се за прашањето кое што за референдумското прашање, а и за карактерот на референдумот. Затоа што се говореше дека иде задолжителен, после излезе дека е консултативен, требаше да има прашање кое што ќе биде консензуално, излезе дека се постави прашање со кое што ВМРО-ДПМН не се согласува. Така да претпоставката беше дека затоа што тогаш се појави дели она движење бойкотирам кое што потоа доби и поголема видливост. Власт од друга страна се разбира влезе полека во кампања за договорот, нели, кој што беше постигнат. Едноставно се дојде во ситуација да имаме ние две кампањи, но не кампања за и против, туку да имаме кампања за и бойкотира. Јасно беше дека тука опцијата не, односно оние кои што ќе излезе ќе гласа против договорот, ќе загуби дел од поддржувачите, односно луѓето кои што сметале дека треба да излезат и да гласаат против. Се направија повеќе истражувања, сите истражувања до сега што излега, вклучително и нашето, покажува прво во август дека е некаде од прилика сега кажувам, не знам, 40 за, 20 против, 20 ќе бойкотираат. За сега да се намали онаа бројка за против и да отиде кај бойкотирам, и сега не знам, последните што излегува истражувања беа 40, 10, 30. Што значи дека нормално кога немаш кампања против, дека тие гласови ќе одат кон онаа група или онаа струја која што има одредена кампања и која што е најблиска до твојата перцепција. А и за оние кои што се против, и за оние кои што
ќе бойкотираат, договорот е неприфатлив. И затоа нормално дека тие гласови или таа поддршка отиде кај кампањата бойкотира. Од друга страна, кај кампањата за гледаме дека горе-доле поддршката е слична, значи околу 40 проценти, 47, 42, 43. И тука имаме одредена стабилност, што всушност и беше прогнозата, затоа што спорот е веќе 25 години и граѓаните горе-доле повеќето, не сите, но повеќето имаат искристализирано одредено мислење што може да прифатат, што не може да прифатат. Со самото потпишување на договорот едноставно се направи таа дистинкција. Ќе влезе ли Македонија по 30 септември во нова политичка криза? И едните и другите вечерта после референдумот најавуваат прослава и победа на референдумот. Ние прво треба да ги видиме резултатите, затоа што прашање е дали ќе се стигне цензусот. Односно, според сите истражувања, многу тешко ќе се дојде до цензус. Ќе видиме им уште 10 дена, но и тој цензус различно се толкува. Но говорам за цензусот од 903.000 избирачи, односно 50% плюс 1 од вкупниот број запишани избирачи на избирачкиот список. Тој цензус тешко ќе се постигне, но предпоставката е дека доколку има доволен број на излезени, дека власта ќе прогласи дека народот и дал поддршка и дека треба да продолжат со имплементација односно со имплементација на следните чекори од договорот кој што беше потпишан во Преспес. А што ќе се случува, како ќе се случува, ќе видиме. Прво да видиме референдумот како ќе поменува, потоа може. Господине Божиновски, ви благодарам за разговорот. Благодарам.